Ова е историски момент за Големо Коњари, бидејќи за прв пат во историјата на Големо Коњари се отвора градинка за деца од претшколска возраст. Навистина едни преубави простори кои што може да обслужуваат околу 20 деца, а и толкава беше потребата спрема нашата анализа. Мислам дека ова ќе биде доста весела просторија, една од највеселите, се наоѓа во склоп на училиштето. Комплетната реконструкција кошташе околу 600.000 денари со преадаптација на едни од просторите на училиштето, меѓутоа целокупната реконструкција на училиштето изнесуваше некаде во овој период околу 6 милиони денари, бидејќи тоа не беше реконструирано дури од далечната 1926 година, мислам. Со ова одлични услови не само децата со претшколска возраст, туку и децата кои учат во самото училиште во Големо Коњари. Да напоменам дека доколку има потреба за повеќе деца, ние сме спремни да го прошириме капацитетот, а се надевам дека ова градинка може да користат услугите и соседните населени места. Доколку има потреба и во други населени места, има соодветни простори кои што можеме да ги адаптираме, ќе работиме наредниот период да ги претвориме исто така во вакви градинки, што навистина многу ќе му користи не само на децата, туку и на самите родители ќе му биде олеснување. Процесот на инвестирање во градинки, отворање на нови места за примање на деца од претшколска возраст, локалната самоуправа и понатаму ќе продолжи да го реализира. Моментално е завршен тендерот во основното училиште Рампо Левката, каде што првиот спрат комплетно ќе биде преадаптиран во градинка, која ќе има капацитет за 100 деца. Очекуваме да овој проект за месец и пол биде завршен и биде исто така ставена во функција и таа градинка, која ќе опфати деца и најчесто до онај дел на градот кој што се околу тој простор, односно основното училиште, каде што ќе биде сместена градинката, најчесто тоа се населбите Тапани, Корзо и Чачорица. А исто така во програма на влада и Министерството за труд и социјала предвидени се и градинки од голем обем, едната да биде во една од најголемите населби Точила, а другата во урбаната заедница Рит. Значи, досега капацитетот на јавната општинска установа за деца, детска градинка Наша иднина е проширен за неколку години за околу над 200 деца. Се отворија исто така групи во други просторни услови во населените места Канатларци, Тополчани и Беровци, и оваа група во други просторни услови во населеното место Големо Коњари е четврта по ред, значи во населените места во руралните средини на нашата општина, и е 47 група на деца во состав на нашата установа. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам за несебичноста и огромната поддршка на нашата работа од страна на општина Прилеп и градоначалникот господин Маријан Ристески, а исто така во однос на отворањето на оваа група во населеното место Големо Коњари сакам да се заблагодарам за поддршката и помошта на директорот на основното училиште Страшо Пинџур и сите вработени во ова основно училиште. Мислам дека е одлична работа тоа што се отвори градинка во Големо Коњари и за нас родителите и за децата. И од голема помош ќе ни биде. Тоа. Па, мислам ќе можеме или на работа да одиме или да ги обуваме другите обврски дома. Голема благодарност до општина Прилеп и градоначалникот за оваа прекрасна градинка. Ова ќе биде одлично за сите дечиња и за родителите. Дечињата ќе се социјализираат, ќе учат нови работи, ќе стекнуваат нови искуства. Да го најавам отпочнувањето на работа на група. И се
издвајат дополнителни 600, секогаш прават големи напори да... Ајде, кој ќе биде овде да си